Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е Сотир Костов, поранешен јавен обвинител, колумнист. Добре дојде. Добре најдов, благодарам на поканата. Сотир, случајот со Албин Курти, според некои сознанија што ги имаме, истакнувањето знамиња кои што не се државни, не интонирање химна при организирање на јавен настан со странски државници, промовирање на карти како голема Албанија, вела дека било нешто многу повеќе од непочитување на протоколите, она што го велат Ковачевски и Пендаровски. Дали е ова нешто повеќе од непочитување на протоколите? Лупчо, може би ќе ти изненадам, ама во право се не станува збор непочитување на протоколите. Нешто повисоко станува збор за непочитување на уставот, уставни одредби, вредности на нашиот систем, уставен, политички, правен, законски. Станува збор за непочитување на законите, со знаме, јазик, сите обележи на државата. Дури по тоа доаѓаат протоколите и тука веќе на оваа, хрватски би рекле, разина председателот и премиерот се во право. Инаку што да ти кажам, Љупчо, не снаоѓаат многу лоши работи. Предупредував јас и една група која се дружиме од 2015-16 година, тогаш на еден друг медиум, ама и во вашиот медиум, мислам во едно друго студио, сме кажувале овака како што сме тргнале да распродаваме од име, идентитет, знаме и се што е обележие на државата, државно и национално, нема далеку да стигнеме. И видите сега, феноменот Курти е опасност како за Македонија, така и за Балканот, за Југоисточна Европа и за Европската Унија. Прво што ќе кажам за Курти. Мора да знаат граѓаните на Република Македонија дека тој е човек под санкции. Европска Унија, меѓу редови и Обединетите штати, Соединетите Американски држави, му изрекува санкции бидејќи 3 пати во минатите 6 месеци ги преведе жедни преку река, а тоа се вели едно им збореше дека ќе направи, се договараа со партнерот од Белград, Вучич и Србија, да направат добро за србите на Косово и за албанците на Косово, малку пошироко и за српскиот народ во Србија, малку пошироко и за стабилноста на Балканот, и тој ништо не испочитува од тоа. Тоа малку мене ми личи како што оние минските одредби од 2014 година не се испочитуваа од страна на Украина, па сега за сите Русија е крива, па и за проблемите во Македонија и во Србија и секаде Русија е крива. Значи, од феноменот или синдромот Курти треба да се пазиме, треба да се организираме, конечно валда ќе ги отвориме очите, валда ќе се свестиме. На дело ни се случува балканскиот мегаетникум. Денеска прв пат отстапувам оваа година, ветив и до денес се го држев зборот дека никој пат оваа година нема да покажувам као собраќаец моите пароли, моите овие банери што ги имаме и книги, не издржав да ти кажам. Не издржав. Има една прекрасна книга напишана од сега веќе починатиот Димитар Мирчев, мој добар соработник. Така, нека почива во мир. Тој не опомена многу одамна, не опомена. Еве книгава, ако може камерата нека ја зумира, дека во главата на сите националисти, шовинисти и луѓе кои сакаат во 21 век да градат лидерство со територијални претензии кон соседите и кон другите држави, се развива еден канцер наречен балкански мегаетникум. Денес нема да го објаснувам, ама ја покажав книгата од причина што оваа книга, случајно или не, се најде во првиот ден од кога беше на неуставен, незаконски начин избран председателот на собранието, сегашниот ни, Талат Џафери, и тој ја стави и многу луѓе погрешно сватија зошто е ставена оваа книга. Не знам што мислел Талат Џафери, ама познавајќи го неговото лицемерие, сигурно ни праќаше пораки, ќе видите кои сме ние и докаде ќе стигнеме. Па очигледно стигна. И така,
Курти е сега премиер на Тетово. Курти е премиер на Чаир. На што ти личи тоа? Не ли е тоа територијална претензија? Каде е нашиот премиер да го стопира енергично? Немој да ми каже... Кој премиер? Па, Ковачевски. Да не е Нема да груби, употребам да не е на груби. другото. Така. Ковачевски. Немој да ми каже дека нема средства. Немој да ми зборува за меѓуетнички односи. Ова ли е едно општество за сите? Сите албанци собрани? Нема нито едно државно обележје, нема интонирање на химна, нема македонско знаме, има знаме на туѓа држава. На голема Албанија. Ќе дојдам и до нејзе. И денеска ни доаѓа фактурата, па немој да очекувате, вика, од нас албанците да ја пееме, вика. Алтернатива денешната Ба, изјава. добро, албанци Да, се. ако може да го цитирам. Ајде, нели? повели. Вели вака. Ако има некој македонец кој верува дека албанците некогаш некаде ќе ја отпеат, денес над Македонија се раѓа, тој има сериозни проблеми со перцепцијата на реалноста. Ова е денешната изјава на лидерот на Алтернатива. Ова Што значи ова? реалност. Така. И таа негова перцепција, татко на таа перцепција се Заев, Маричич и сета котерија околу нив што ни кажуваа тоа е перцепција. Тоа не е реалност. Епа било реалност. Така. И еве сега ново лице на новата реалност на Зоран Заев, сега тој во некоја си политичка привремена или стална мировина, ама неговиот наследник не покажува енергичност да си ја заштити државата. Не покажува желба. Сакав емисијата да почнам на начин, бидејќи месец и половина, два сум ван токовите, тоест не се експонирам во јавноста, намерно го направив тоа, правев некои анализи, вечера дел од нив ќе кажам, и сакав од дистанца да ги видам некои работи, како се движат, што се движат, бидејќи очигледно не се движат во добра насока, и сакав да кажам, кога ми го ти постави првото прашање, па што да ти кажам? На запад ништо ново, на исток стари приказни, а тоа е оној слоган од Бора Чорба, од Риблјаб Чорба, на западу ништо ново, на истоку старе приче. Кога велам на запад ништо ново, овде мислам на нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, и на последното интервју на господјата, незината екселенција Агелер, тоа е најслабото, најсрамното интервју што еден американски амбасадор го дал на медиум, новинар или уредник во Република Македонија. Прв правилна оценка даде господинот Ѓорчев, постариот, да биде јасно, кој кажа дека тоа не е дипломатски речник. Да му кажеш ти на лидерот на опозицијата дека дава лажна вест. Не е точно тоа. Сега ќе ви кажам што е разликата меѓу лажната вест на Агилер и под наводници лажната вест на господинот Мицковски. Кога господинот Мицковски ни велеше, вели и очигледно до крајот ке вели дека нема да има промени на уставот под бугарски диктат и дека ќе се избори кога ќе дојде во позиција тоа да го направи за подобри услови за да се случи тоа, ако евентуално се случи, таа вели дека тоа не е можно. Епа вака сега да ги кажа. Политиката зошто постои? Политиката постои да веруваш во нешто. Ќе го употребам нејзиниот мајчин јазик. I believe. Во случајот, господинот Мицковски верува. Политиката постои да имаш интенции. I have intention. И политиката постои да действуваш преку политики што ги прави твојата партија и ти како лидер, зацртано во документите, да промениш нешто што прво тебе не ти се бендисува, на твојата партија, мислам на ВМРО ДПМН, и кои се воспротивно со националните и државните интереси на Република Македонија. Значи, господинот Мицковски верува и заборавив. Има надеж. Значи, тој се надева. I hope, I have a hope.
морам вака да се изразувам, бидејќи ја на овој начин и се обракам и на господјата Агелер. Значи, тој во ништо не го лажи македонскиот народ. И сега останува она последното да го направи, да действува и да го направи. Што велам јас кога ги држам моите обуки во менаџмент или маркетинг, do it, just do it, направи го тоа. Тоа Очекуваш не... во петок да се случи тоа? Како? Во петок, еве, како и да е талат кој што го спомена пред малку, Да. најави дека нема одстапување од влезна уставните измени во собрание, ќе влезат, знаат дека го немаат мнозинството, веруваме во опозицијата дека ќе остане на... Не, ја како што го верувам, кажа? ја верувам, Да. ама и не е битно дали јас верувам. Так. Битно е You believe. 85% до 90% најновите кажуваат. Македонскиот народ верува. Но тоа не допира до Ковачевски, сака да. бугарите во уставот. Така. Па вака сега, кога американскиот народ и ги создал Соединените американски држави, таму што пише во таа сега да не ја парафразирам, ама ние како независни луѓе се обединивме и ја создадовме државата и така натаму и така натаму. Зошто нам не ни дозволуваат? Член 1 од Уставот и член 2, кој изборува каква држава сме, какво уредување? Нашата Declaration of Independence. Имаме и ние имаме декларација уште во Асном донесена, само никој не сака да ја чита. И тоа Полежински, еден доктор на науки од Сорбона има напишано со најубав јазик, читлив јазик. А и в член 2, кој кажува чиј е суверенитетот, од кого произлегува и на кого се предава, а не се предава на представниците во законодавниот дом да го изигруваат како што не изиграа 18 година со референдумот. Зошто не ни дозволуваат сега ние тоа да си го спроведиме, туку не притискаат и пазете сега. Не се само анкетите сутри, прости што Да, ќе те повели. прекина. 2017-та изборите некој дојде на власт без да победи на избори. Да, Факт. да, што му кажав, Референдумот Во право 2018 имавме референдум кој што никој не го почитуваше, го направија тоа што го направија на Оттаму глупост почна со се име. да знаеш. 2020 имавме пат на системот во рамки на предвремените парламентарни избори, така случајно. ја носам книгата моја сега за дојдоа тие локалните избори. Локалните избори беа тотален, апсолутен дебакл за власта, кој што креше народот не сака да го правите она што го правите, ајде да излеземе на избори и после тоа што се случи 22-та ние веќе имавме што се вика работела со бугарите, односно подпиша француски така наречен бугарски предлог. Каде е тука почитување на волјата на народот? Не мора да биде ке речат македонскиот, па мнозинството 60 и нешто од граѓаните во Македонија велат не, а 85 до 90 на македонците. Да. Каде е тука логиката? Сосема си Зошто во тоа право. не допира до Ковачевски и И до вака, останатите Лучо, оние значи, марионети? консензус национален и државен како сакаш се градеше минатата година, месец-два порано од овие денови. Значи негде во јуни месец. Тогаш, кога ВМРО притискаше за таков консензус, кога опозицијата, ми простите, левица и сите останати 17-18 Реалните партии, победници на локалните А, избори кои што така. имаа легитимитетно, овие ги понижува, ги маргинализира и на еден начин им велеа кој сте бре вие. И сега пази што ни се случи. Пази што ни се случи. Пред Илинден бугарите си ги знаеме кои се. Тоа е нивна политика 140, 150, 160 години од давнешните 1860-70 тука некаде од езархијата, па од кнежеството и така натаму, кога ти објавија дека нема илинденско востание, дека постои илинденско превоженско востание, дека тоа е нивно бугарско, дека бугари го изеле, нашите председател на држава, председател на влада не се огласија до ден денешен. да. Не сакам такви председатели на држава и на влада. 11 дена поминалото. Ве молам, тоа не се мои веќе председатели, досега почитува, види, тоа се институции што ние мене ме етикетираат ваков таков, ама ја ги подситувам институциите, па ако сакаш дури и носителите. Тие не се одважија да им вратат. И сега види со што не замајават. Некој си меморандум, некоја си декларација. Не. Манифест. Пардон, Многу благодарам. звучи тешко. Значи манифест. Види, Лјупчо, се имаме во асновските документи. Малку потака се имаме во прогласот на Кушевската република. Не мора да измислуваат топла вода, нели? Убаво Ја има, Панко да. Брашнаров кажа: првата држава после Самоиловата држава со корените од
придобивките од Крушевската република и Линденската епопеја, сето тоа е вградено во нашите документи. Ама тие луѓе имаат нечиста совест. Ги прочачкаа тие документи пред 3-4 години, присети се. Ни ги сменија одлуките, ни ги ставија прогласите и така натаму да не ги ослабнат темелите и не им враќат. Значи, тука го ставам и Османи, феноменот на дипломатијата на 21. век, не се одважи да... Повеќе бугарски отколку македонски министр. Да одврти и сега пази. Кога една новинарка, со која веќе одавна не комуницирам, ама алал да е, на една телевизија, го соголе, тој рече, ова е албанофобија. И сега Сотир, кој ќе го нападне тој Османи, кој не води сметка за националните и државните интереси, Сотир е албанофоб. Па срамота. Ние станавме албанофоби кога почнавме да појавуваме вистината за огнените, нели? И случајно тогаш Телма и Алфа излезе лидер на партија и кажа дека ние сме антиалбански телевизии. Со кој ум? Реално на запад кон кој што тежат, утре сте шкртната од функцијата, ширите говор на омраза. Говор на омраза здравје. Па моите новинари кога и колеги одат на терен, не дај Боже ќе им се случи нешто заради изјавата на некој си Ахмети кој што сака политички да поентира, така. Да. Така да. Тоа помина така, нели да? Не знам. Ова со голема резигнација, со голем револт го кажувам. Курти ти доаѓа и ти заведува два града. Види, колатералната штета, прости што те прекинувам. Голема. Колатералната штета на антифашистичката втора ударна македонска бригада, па ги сменија улицата. Добро, Таше ја смени од 2021-та. Ева, ако зборим и за тоа, јас носам еден експертски материјал, не е од мене напишан, ама јас го користам, овластен сум да го публикувам вака јавно или делови да кажувам, од мој пријател од Македонски манифест, Цветан. Он има направено една прекрасна анализа како почна разградувањето на придобивките од НОБ и антифашистичката епопеја. Тој лоцира на почетокот пред 20 кусур години, кога во Тетово, од центарот, се отстранети двете бисти на Тодор Циповски Мерџан и другиот Гоце, или како беше, народен херој. Ке се вратат, вика, поради реконструкција на плоштадот. Никој пат не се врати. Колегата Цветан прави анализа на колку училишта во Македонија се смените имињата. Лјупчо. Процесот на разградување на македонштината. Значи, нашите преродбеници се сменети. Значи, Рајко Жензифов е сменет. Значи, Ѓоргија Пулевски е сменет. И пази сега, се стават имиња на луѓе кои или се бореле против НОБ на страната на балистите, на страната на тие качачки банди, за некои нивни албански идеали, не знам, или пак се од поновата генерација борци за човекови права од 2001 година. А македонски народ е, па дај да се свестиме. Потоа почнуваат улиците од 15-та, 16-та, ама засилено од 17-та година. Носам со мене еден попис од 86 улици сменето во 10 на 12 општини во Република Македонија, каде што, како по правило, градоначалниците и мнозинството на советите се албанци. Зошто? Дадете вие имиња на ваши албанци, а ги има такви, борци за Македонија, за албанскиот народ, да не држам предавање овде за за албанско-македонската лига. Да не должам тука предавање за обидите заедничко востание да се дигне Дебар, Охрид, Кичево и така натаму, уште многу поодамна, пред и после Линденското востание, пред Балканските војни. Значи, имаат они своји херои, не сакат тие да ги номинират, никој нема да се буни од македонската страна, бидејќи тие биле за ова територија, за ова држава, за сојузен, за заеднички живот на албанците, македонците и сега другите, да не ги споменувам, сите се знае, турци, срби, влаци, роми и така натаму и така. Не, тие ги стават терористите, да ги простат, и тие ги стават лажните борци за човекови права. И сега пази, демачи. Видите, ќе се воздржам,
ама тој не е балканскиот Нелсон Мандела. Не. Како што го представи Тој Стали е Бериша. албанскиот Мандела. За да биде балканскиот, треба јас да го чувствувам. Јас да го чувствувам дека правел нешто добро во својата си држава, ама и за мојата држава, за македонците, па ако сакаш и за србите. А една телевизија во првиот ден го издигна на ниво на херој, албанец аналитичар кој кажуваше дека тоа е балкански менсен дела, за да утврдите кога виде сите негативни коментари се да се престрои. Па, јас нека простата, дислайк за таа национална телевизија, името нема да ја го спомнам. Бидејќи можеби не е коректно да го спомнам. Значи да се разбериме. Курти, од кога веќе, со него не комуницира Европска Унија. Со него не комуницираат американските држави и му рекоа, направи го ова, ќе седнеме пак на маса. Кога тој ги сруши сите мостови кон Србија, кога тој чачка и на мостовите кон Албанија, го гледате Рама колку е паметен, не се јавува сега, се воздржува да не пали огин, ама тој сака да го засени Рама, сака да му го земи лидерското место на Рама. Сали Бериша се јави за да го одбрани, така, знаеме кој е Сали Бериша. И тој Курти вака да дојде да се шета и се види како не лажеа. Приватна посета, сега речникот на Пратополов официјално обезбедување. Неформална. Ти ги познаваш работите многу. Како не ги познав? Како може со обезбедување државно да се шета некој во приватна посета? Не, сега ќе ти кажам. Може, ама знаеш како може да се шета? Ќе дојде на разговори кај тебе и кај мене. Само ќе се сретнеме, ќе разговараме. Можеме да идеме и на приватна вечера или било каде. Ама само ќе дадеме соопштение. Кој дошол? Зошто дошол? Каков е карактерот на посетата, за да нема шпекулации. Да знаеш кај тоа може. Ама они лажат. Тоа е лажна вест, нека знае господјата Агелер. Тоа беше непризната државничка посета, при која не е испочитувана државата во која гостуваше, народот, пред се македонскиот, и не се испочитувани институциите и носителите на функции. Не е испочитуван Пендаровски, не е испочитуван Ковачевски и не се испочитувани сите останати. Не дека не се сретнале, може да не се сретнат, него ги повикуваше, ги прозиваше. Еве како ние овде патот, а тој пат бил дури и советуваше што да правиме ние. Тоа е мешање во внатрешните работи на една држава. Ако не ми се пријавиш милиарда грешки имаш. Да ми дојдеш на гости, ја ќе се замислам дали да те примам. Бидејќи можеби сум зафатен, можеби сум болен и така надам. Ама ти ако ми се пријавиш на гости, и ако ми кажеш дека твоето ниво не е државно, него е локално, јас ќе ти обезбедам услови, ама има да се однесуваш така. А овие наши како се однесува, ќе се воздржам, иако ја у задне време многу позитивно гледав на овој Меджити, вчера си избрука. Не сум сигурен, малку сум глув на ушиве, дури изгреши, куклиш рече, ама не се зборува така, кога правиш партија, кога сакаш да бидеш лидер, да кажуваш дека си истакнувате знаци од кутлеш, а не куклиш, и така натаму, бидејќи тој знак 3 и повеќе години ми беше знаме на оваа држава. И тоа е историја, и тоа е влезено во историјата и има да го почитуваш тоа. Тоа не може да го споредеше, сега тука ќе споредам, со знамето на голема Албанија. На тие двојца идеолози, не сега ми името да им го спомнам, вчера така случајно, вие мислите се мафташе за овие превенциве? Не. Тоа е, ви кажувам што ве следува. Види, има една драга личност моја, од Корчани, мој кумашин, кој знае која сме сами, а така и малку развеселени, луцида интервали, слипивнати, да ми рече, абре, кумја имаше една проклета уста. Не е лошо кажано, не е, бидејќи ми е драг човек. Ја ова го кажав многу одавна, кореков. Во теке албанско-бугарска асимилација на територијата, на државата, на јазикот, на културата. Се одважив тоа да им го кажам.
во една дебата на мои соговорници, еден така наречен бугарин, другиот албанец, кога едниот сакаше вака да ми прави дека сум, а другиот вака клима, па малку им сгуст, им сржав, па се па ми се извинуваа, и на крајот им рекол, сега гледате дека вие сте удружени против македонците. На жалост, бе, тоа ни се случува. Ама знаеш што? Добро, ние треба да се освестиме, ние треба да се обединиме. Ни помагаат вакви екскурзии шовинистички и Па од едната и од мислам, другата страна или ни одмагаат? прво се многу штетни, ама имајќи предвид како сме заспани, како сме неорганизирани, ни помагаат. Некоја шлаканица нема да биде на... немај ке не обвинат, немај лјупчите, молам. Не зборувам за нашите македонци, за будењето, не. Малку и теглање уши. Не, за нашиве. Извини. Значи, за нашиве и треба. Ја поостар ќе бидам од тебе, чврага по глава. Да се разбудиме. Јас да се разбудам. Значи, јас да преземам нешто повеќе, да се организирам, бидејќи у задње време сум станал човек малку подразочаран од некој состојби и one man show, во позитива ова кажам. Што правувам, што действувам као единец за да не одговарам за ништо друго. Не, треба организација. Значи, кој ни даде пример? Пензионерите. Ја вака сакав да ме представиш, ама ја и ти никој пат не правиме наместени утакмици. Сотир Костов, да го кажам ова. Сотир Костов, пензионер, година и 2 месеца, граѓанин од четврт ред. Од прв ред се оние 78% што им се зголема плата, од втор ред се оние 30% што им се зголема плата, од трет ред се оние 10% што им се зголема плата, од четврти ред се оние што 6% ќе им се зголема платата. Па ги видели колку се наброи. На број на книгите се 330.000, за мене тоа е голема сила и вечерва сакам да објавам дека за мене, како што во твоето студио, што не е јасно кажав, дека со Ламбер Нудовски почнува националната револуција, да знаеш дека социјалната револуција, Албаковски, пардон, социјалната револуција почна со пензионерите, грдителите на оваа држава, а добар дел од нив и на претходната држава. Оставени на маргините со 12.500 минимална пензија, 200 евра, што ќе направиш со 200 евра? Ништо. Види што ми се случи од декември наваму. Прво ни наметна во свеста, пази, тоа е стратегија, енергетски шок. Ке нема струја, ке нема нафта, ке нема. Потоа следуваше ненормален ценовен скок. И тука изгубивме ние битката. Ај ке биде подобро, ај ке ги замрзнат цените и така натаму. Дојде социјален пат, еве тие сиромаштијата по улициве. Пази, денеска не протестираа само во Скопје. Евгелија Куманова, Прилеп, Покрит и да не ги редам сите градови на кои им невозможија да се качат во автобус, да им платат што дава тамо по 180 денара или колку е шалонираната и ја веќе не знам, и да си го кажат своето право за екзистенција, дека сакат повисоки пензии, срамота да има пензии од 9.000, 8.000, 12.000 или 16.000. Јас ги поддржувам пензионерите и само да им ги, ако така можам кажам, отворам очите дека се голема снага, не знам дали се свесни или не се свесни. 330.000 се на број. Натаму нема да зборам, ќе зборам во некоја друга специјална емисија, ама знаеш на што алудирам. Ја третата сила која може на избори многу нешто да реши. А трета сила мислам ВМРО, СДСМ и некоја партија што треба да се јави, што ќе биде, ќе направи голем импакт. Ако не поведат сметка за овие луѓе, јас ќе ги поддржам и да се организираат политички, а не да имат лажни партии, бидејќи они се многу моќни. Претходно рушија студентите и шарените, дел од студентите, пардон. Хајде да ги видиме пензионерите, затоа што многу ги ценам. Тие се вградени во темелите, тие од грбот свој давале и сега ако треба да покажеме дека Македонија меѓу другото, четвртиот квалификатив од член 1 од уставот е социјална држава, ние им вртиме грб. Срам јаран да е на таа претседателката, а и она на министерката чекала да си отидат, па после по телефон викнала 2-3. Срам јаран. Премногу викаше дека се 18.000 за пензионер. Значи во превод Тренчевска одобри што во Македонија минималната пензија е 12.000 денари. Ама само, разбираат ли Сотир, толку ли се одлепени од реалноста, толку ли немаат допир со реалноста за да имаат емпатија? 200 евра во Македонија. Како? Феноменот лекови, како тие луѓе? Феноменот на забегани елити во твоето студио го промовирав, книгата ја кажувавме, тоа се забегани, корумпирани елити
на Марија Антуанети. Да, ала цела армија, сладкија нема леп. Значи, на власта, на дел од бизнисот, Така. знаеш кој дел? Иначе бизнисот друг не можам да го обвинам. Тие создаваат во држава моментално, кога владата не знае како да создава нова вредност, и на тие што се врзани со власта. Етите го ланецот на Тендерашите, организиран, тендерашите, на организиран криминал. Етите ги тие што ја малку така поостро ги кажувах, сицилијанци, корзиканци и така натаму, колумбијци, и кога ме напаѓаа дека сум претерувал. Па не, еве ги во судството, еве ги во власта. Еве ги во медиумите, ако сакаш. Многу ги има за жал. Денеска е нападнато ВМРО ДПМН и се дадени 4 основи во една колумна. И ќе го кажам, Петар Атанасовски. Ако не ти текнува, кој он е човекот што за папата го чекаше со 465.000 евра тендерче и така натаму, дава сценарио како да се сруши, ама и како да се уништи ВМРО. И како да се Луѓе донесат толку ли го уставни мразат, измени, така да. Толку ли го Пато мразат. да уставните измени беше всушност Да, сценаријата. да, ради тоа. Значи, откажување од се, да го нема ВМРО ДПМН и та. Има и една друга работа, ама да не ти се мешам у агенда сетингот, ќе остане нешто за еден друг колумнист, да кажеме, кој вреѓа се живо и диво у задни време. Како стоиме со време? Леле. Имаме уште можеби 5 минути од првиот дел, А, потоа одиме со добро, блок реклами, ти па се благодарам. враќаме уште можеби половина Ајде, час, повеќе. така што имаме уште, еве продолжи на Да. темата што ја начна. Факт е дека, да не речам, одврзани се некои работи, притиснати се одредени копчиња од некого, Па, за јас ја да вака започне види. таа агенда на убедување на јавноста. Се изнаслушавме како тоа Бујар Османи ја убедил опозицијата на таблата цртајќи ги оние глупошти, дека всушност нели нема аргументи опозицијата после настапот на Бујар, тоа го читавме во колумна. Таа што ја спомна колумна со сценарија како да се победи опозицијата. Тоа е Уништи. Македонија, никој не спомнува пак дека 90% од македонците викаат немојте луѓе, не, нели? И ред други ти ги имаш таму заведено, ми ги спомна уште пред разговорот дека Виде ти кажа. Така. Колку и да Ја не следиш сакав, сцената. колку и да одложував, кога последното го прочитав, не може да не се јавам, а го анализирам подолго време еден аналитичар, инаку се пишува политиколог, името му е во деминутив, Благојче. Тој вака вели. Прво, во една колумна ги навреди сите аналитичари пред него, со него и по него. Морам ова да го читам, за да сум прецизен, да поентирам. Секоја полуписмена будала, джукела, скот, идиот, олигофрен, да објаснам, тој е дебил, имбецил. Натаму да не одам. Малку му е ова што е, да речам, мојата фела, што ми е хоби аналитичар, ја вреѓа, а постоиме пред многу, најмалку 25 години или 20 години, па вака вели, карикатуралните изани сум полош, повеќе му се љутам. Тетки историчарки, пази. Универзитетски тетки, срамота. Професори, историчарки наваѓа, вика, целата наша карикатурално-кловновска, смешна историчарска, под наводници, интелектуална елита. Се мислев долго време дали за ова да зборувам јавно, зошто јас си велам. Ама кога во колумна една прочитав, кога вака вели, од ова племе од народ, македонскиот, не бидува државотворена нација, ми пукна филмот, да ти кажам. Ми пукна филмот. Све се не прости тој дека една од тие тетки Не, што сега, ги става знаеш во што е наводници финтата? има напишано повеќе книги од колку што тој тежи и Или кој тежи прочита. некој во Не, живот, а ја тежи. вака, си ветив Да. кај тебе, сега нема да го навредувам, Да. ама сега вака ги ти кажам. Да. Во ова колумна каде што го напаѓа македонски народ, прво да му кажам, не му е точно тезата, хипотезата од причина што ние сме се докажале, сме направиле држава. 44 91 НД. Ќе полемизирам кога ќе се сретнам со него. Така, Него батали го те молам, да, еве што да, да не заслужува Он сериозно, самиот но- се вели, Да. не сака да биде нихилист, дефетист, дефектен тип и било шо, а пази ги навредува Патем и Лјупчо Коцарев од Ману со најпогредни зборови и двојца председатели сега веќе поранешни. И Така. оди навреда на ВМРО и вели дека ВМРО била бугарска организација револуционерна и на крајот
за ВМРО ДПМН најлоши зборови. Еве со што ќе завршам. Браво, Благојче, браво. Тоа е говор на пештерата, Благојче. И тоа е твое однесување кон повозрасните, докажаните, кои пишувале научни трудови, кои воспитуваат средношколци и студенти, тоа е однос на својствен на џунглата. Го повикувам на јавен дуел во било која телевизија, таму ќе видиме кој е ВМРО, кој е ВМРО ДПМН и дали овие професорки, историчарки и женски род. Пази какво прави малку чудни работи, Кај прави. се невладиниве да скокнат А знаеш зашто? Први се дигнаа машките, немавме да не ти кажам што, први се дигнаа овие големи македонки да одбранат кој беше за Бугарија пред 3 години и сега нему чинат. Па нека се застрами. Толку. Добро, се знаеш зашто не му чинат. Остануваат уште многу теми. Да. Ќе зборуваме меѓу другото и за една нова информација дека доколку не ги смениме, не знам дали прочита личните документи, личните карти со она новото, демек, уставно име, не ќе можеме да гласаме на следните избори. Тоа е стратегијата за изборите. Стратегијата зашто и како да намалат. Ни остануваат многу теми. Се враќаме покуси од блок реклами, со нас е Сотир Костов. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е Сотир Костов. Сотир, дали оваа трагикомедија, како и да ја наречеме, бидејќи нешто не беше во ред со целата приказка со Курти, можеби има и една друга димензија во сето ова, имајќи предвид дека тој доаѓа во петок, се случува тоа што се случува, за да следниот петок, без одложување никакво, иако немаат мнозинство и се, доаѓаат уставните измени. Дали можеби надвор од целата таа приказка со без алтернатива и сите оние кои што беа околу Курти, можеби имаше една друга димензија, некој некого со по-оној стариот македонски или антимакедонски рецепт, заплаши некого, ало дечки, симнете се, ми текнува, ти текнува, се сеќаваме на тиранската платформа. Ова токму оние џавкаџиите што се подсмеваат, ја нарекоа хи-хи-ха-ха, ова е сега призренска, не приштинска платформа. Демеке сега ние ќе зборуваме за приштинската платформа, минимизирајќи го ефектот на тиранската, која што 90% промена на знамето и химната се исполни. Ја видовме тиранската платформа во Чаир, во Тетово, во петокот, така? Да. Сега ќе се подсмеваме ние демек наводно, хаха, ова е приштинска платформа, но дали можеби има држи вода, не е теорија на заговор и дека влијае врз петочната расправа во собрание почетокот на уставот. Став и приот кон она што ни се случи и мислам дека ти е многу исправен, да ти кажам. Не им е прв пат, они така, и еве, впрочем, денеска, ни стигна, реков ја, фактурата и предупредување. Никад нема да ви пееме и натаму се знае ние што треба да размислам. Така да, сосема си во право, ама види, веќе работите се толку узбуркани во Македонија, што мислам не поминува. Тие прво имаат проблем во нивниот албански политички кампус. Се фалија аналитичарите албански со кои ја жестоки дебати имам, дека нивниот кампус бил многу поорганизиран, по-демократски, по-напреден кампус на 21. 22. век, дека македонскиот бил ваков, таков и онаков, па еве им ја сликата сега, да видат едни со други како и што си прават. Да не заборавиме, ова е и еден атак на Али Ахмети и на Дуи, не баш добар атак, ама молим лепо, некој го смислил, некој го направил. Сепак, коментарите од надвор, јас сум субјективен, затоа не можам да кажам дека си субјективен, ама некои други како мене се субјективни и така натаму, ама од надвор коментарите кажаа, ова е размрдување на сега за сега мирните балкански политички води. Пробаа они, преку Русија, преку рефлексијата на војната Русија-Украина, да ни кажат дека Македонија е дестабилизирана или така. Не. Види, едно е многу, треба да ни биде многу јасно. Чии член сме ние? НАТО. Што е НАТО? НАТО веќе не е само одбранбена воена организација. НАТО е
пред се политичка, и тоа дори би рекол, агресивна политичка и воена организација, НАТО ќе дозволи Русија преку некои си канали, прво српски, а потоа бугарски, да ја дестабилизира Македонија. Калето ќе спие ни случајно. Видува дека тука не држи вода, видува дека, ама апсолутно не. Види, за да имаш прво такво влијание, прво треба да има голем проток на видливи и невидливи финансиски средства. Јас себе се рачунам за информиран човек, ја колку знам, такви протоци на видливи и невидливи средства нема. Сега, влијанија едни или други најверојатно има, ама се неуспешни. За сега за мене, знаеш кој е најуспешно влијание? Радев. Ако Радев е отшилен од шинелот испаднал на Сталин, на Брежнев и на другите да не ги редам, а сега е некој си наводно, еве ќе се воздржам, наводно руски експонент, за мене он е најуспешен. Што и да се ние помрднавме малку во овие години, тој ќе стопираше, или што и да договорија нашите премиери или други министри, тој утре дента го рушеше. Ама, тоа е одлика на непостојаната или поточно на шовинистичката, на експанзионистичката политика на Бугарија, која воопшто не е променета од 1870 или 1878 година. Тоа е великобугаризмот, тоа е екзархијата, тоа е цар Борис Сакраш, Фердинанд и така натаму и така натаму. И сега видува тоа не бива и го искористија Курти. Сега прашање е Курти дали е свесен или е несвесен. Ја мислам дека е свесен. Дали знаеш дека има истражување кои кажува дека Курти ја губи подлогата во Косово? Тој ги излаже што ги излаже косовари, гинеа луѓе и албанци и срби во Косово, неговата мисија беше неуспешна, тоа е изолиран, тоа е вистинска изолација. Него веќе во Брисел не го примаат, него во Вашингтон не го примаат. Со него не разговараат ни србите, први треба они да разговараат со него. Со него веќе не разговара ни Рама. И го најдоа село без кучиња Македонија, поточно енклавата Чаир Тетово и удри батка. Интересната поврзаност на приказката на политичките маргиналци кои што по правилата на нештата во нивните земји или одат во политичка пензија, а од друга страна оние другите што остануваат се тотално маргиналци кои што таму имаат по некое местенце, ама начинот поџавкањето по Македонија и она што го прават ги одржува во некаква си политичка форма. Зборуваме за Курти од едната страна, од она источната пак ги имаме Ковачев и оние Џамбаски и компанија. Сега, приказката имаме дефинитивно, апсолутно еден наплив што се вика на екстремен национализам, па дури и на сецесионизам, нели, може да се каже, но дали тоа стана прифатливо за македонското општество, се навикнавме ли на овие национал-шовинистички екскурзии или пак целата приказка е не дека се навикнавме ние, туку тоа што го спомна. Имањето село без кучиња, нашата македонска или не македонска, како да наречеме, влада, која што е основа на целата приказка. Нити Курти ке дојдеше тука, да имаме саглан влада, а и да дојдеше, ке го средеа тоа да не се одвива како што се одвиваше. Да имавме нормална влада, немаше да имаме ситуацијата со Бугарија, која што виде кој е на власт, па аздиса до бескрај. Целата приказка дали е повторно од, нели велат, од главата си патиме, ни од нашите си патиме. Гоце Делчев, една мисла многу стара. Така. Мислата знаеш зашто мислам за македонскиот народ од кога си пати најмногу. Еве вака. Да сум ја сега некој советник, ја тоа што работам за изборни кампања, јас сум стратег. Јас сега ќе му дам стратешки совет на премиерот, за да се види кој е премиер во Македонија. Ќе си го викнеш амбасадорот на Косово, не го викна, ама Бог знае што му каже. Нема некој ефект. И ќе му кажеш, ќе му врачиш нота, Курти, се додека вака се однесува, е персона нон грата. Дипломатијата го познава тоа. Што ќе покаже со тоа Ковачевски? Прво, ќе покаже. Ќе покаже дека го има она што го нема. Територијата на која сум ја председател е одамна исцртана, ама еве јас ќе ти повторам сега, господине Курти, и ќе му каже дека Тетово и Чаир се Македонија, а не Косово. А треба да си го викнат касами. Имат механизми од земање ингеренции и да му кажат.
Касан, изјавата дека Курти ти е премиер на тебе и на тетовчани, ти го употреби зборот, сеционизам се вика тоа. А тоа се вика територијално зафаќање од територијата на Република Македонија, бидејќи они една запретија која беше претходната градоначалничка, сега е негде амбасадорка, Теута која рече ќе правиме, не знам, ама ќе правиме заедница на албанските општини во Македонија со Косово, со Албанија. Врти сучи ним очите им се у Албанија и у Косово. Абе дај татковина, родина. Абе дај изговори го Македонија бе. Тука си роден. Тебе ти е татковина, ама ништо повеќе Македонија не е моја од било кој албанец македонски. Тие увезените сум познат дека не ги сакам, познат дека сум националист за нив, од причина што ми ја уништија државата од 2001 наваму. Али за македонските албани, човече, рамни на тебе, на мене, на секој турчин, на секој србин, на секој ром. Така да, има средства и политички, и дипломатски, ама прв треба да реагира феноменот Османи. И правни и уставни. Ги набројав и спомнав некој од нив. Треба само да имаш нешто меѓу нозите што кај нас е на Ј буквата, кај србите е на М буквата, кај англичаните е на Б буквата и да го направиш тоа. Ако не го направиш тоа, па ќе ти биде Курти премиер, дуплич. Дали всушност сега Бујар Османи и Ковачевски се меѓу едни два камења, особено Бујар Османи, треба да го нападне Курти затоа што Курти ја промовира и ја протежира контра страната на противниците на Дуи, дел од нив и произлегоа од нив, тоа е Меджити и неговата нова политичка опција, тука се и Касами, и Гаши, и компанија. Сега, тој треба да го нападне Курти, но при тоа ќе ги нападне и албанските чувства, така е сега меѓу два меча се наоѓа и што да направи. Они внимават, они тоа за завеса го решават. Сум бил ја сведок на такви работи, бидејќи сум бил во штабовите албански. Еден прекрасен проект беше тоа 2005 година, локални избори, прв пат учествува Дуи. И јас и Тони Поповски, поранеше министер за екологија, од времето ВМРО Демократска алтернатива, направивме еден проект, ни го прифати овој претходникот на Фуере, италијанецот, не ми текнува сега како се вика, не е битно, и го спроведувавме по штабовите. Поентата беше, ги мириме ВМРО и СДС во македонските општини и ги мериме ДУИ и ДПА. Луѓе какви искуства, позитивни, негативни имаме, тоа е невидено, ама ја прв пат тогаш видов како зад завеса албанците ги вршат работите. Во мала речица 3 сати, да не речам, не бевме, ама малте не бевме заробеници, додека ни дозволија да си ја вршиме улогата, зашто имавме и меѓународен сертификат и сертификат на ЗЕЛС, бидејќи преку ЗЕЛС одеше проектов. Ја видов што прават. Ја тогаш прв пат Меджити го видов младо момче кандидат за градоначелник и ја го провоцирав. Тој ни беше поумерен, викам, младо момче ќе изгубиш овој човек од професорот од ДПА, докаже на, не, господине, вие ништо не знаете, ја победувам. Та победи. Од тогаш го знаев дека е упорно момче и еве го сега до кај стигна. Му оценам храброста да се спротистави на култот, на легендата, на непроменливиот, на едниот и единствениот Али Ахмети и да видиме до кај ќе стигне. Мислам дека повеќе му пречи Груби нему, бидејќи тие се чаирски ривалства Ахмети, мислам дека сега што си го сака. Али што не заборави дека Груби е дриблер. Тој самиот рече, ја не давам голови, ја дриблам. Така да тој вешто дрибла, ама ќе си ги заплетка нозите и без топка и со топка, да сме живи и здрави. Да сме живи. Една вест која што ја споменавме при крајот на првиот дел, која што удри така интересно во македонската јавност, лиферувана од медиумот на Геровски, ќе видиме колку ќе биде точна, но вели дека доколку до февруари не си ги смениме документите, бидејќи новиот закон од оној преспански договор, капитулација или што и да беше, вели дека рокот е до февруари да ги смениме личните документи. Насила не треба да го правиме тоа, но за да го имало, на како го нарекуваат, новото уставно, за мене не е ново уставно, верувам и за тебе не е, насила направено, но дека така нема да можеш да гласаш на претседателските, а претседателските веројатно ќе бидат со парламентарните или пак многу малку по нив. Дали ова новата шема на која што удира власта, удирајќи по
нели, душата на македонецот кој што вели не сакам да го видам тоа со С во личните карти, во пасошите, во возачките дозволи и како што беше претходно тоа диаспората бойкотираше па заради тоа опозицијата губеше на гласови и се многумина не излегува за да не го видат тоа на С. Сега повторно ќе играат на картата. Нема да дојдат луѓето да си ги сменат личните документи за тоа што не го сакаат тоа на С, а не го сакаат. Да. И при тоа нема да може да гласа за оној што ќе гласа, бидејќи оној што не го сака тоа на С, сигурно нема да гласа за онаа партија која што почнува на буквата С. Любчо, ја ова само може да го потпишем или ако сакаш да ти кажам, ние правници велиме да удрам мур на ова што го кажам, ајде да го објаснам. Тука малку ме фаќаш на тесно, бидејќи јас во задне време избегавам да го употребувам, тоест да зборувам за Геровски, бидејќи тој некако преку ноќ стана поголем македонец. Не, добро, таму или ферува на веса да го баталиме него. Поголем ВМРО-вец од сите други ВМРО-вци, ама пази, ме фаќаш во тесно, во право е Геровски. Сега ќе ти кажам зошто. Сега нешто ќе ти споредам со 94 година и тој од старата гарда и тој многу памти. Само што за разлика од него некои ние сме постојани, а тој има и лево и десно скршнување, шарена револуција и така. Така, добро. Вака ти кажам. Геровски е 102,5% во право. 94 година, втори избори во Република Македонија, за прв пат избори без покана, бидејќи во социјализмот, комунизмот бевме научени покани да ни даваат. Да. Не ни дадува покани, 1/3 од народот не излезе, другите беа збркани кога сватија кој каде им ги исечеле, тоа се вика систем на сечени колбаси, кога видува дека, например, ја од Ловен дом Кочани сум во Раде Кратовчи или вака онака, опозицијата ги изгуби изборите и тоа беше хаос, тоа го смислија Фршковски и екипата, да не ги споменувам сега сите, Така, иначе тоа ги откривме, ги модел знаеме. нениот бојкот се случи на вториот круг. Да, што ја не го оправдувам, ја не го оправдувам, ама молим лепо. Од врза раце неши, тогаш Гошев го насадна Лјупчо Георгиевски, ама ајде, тоа да го забравиме. И од тогаш знаеме што све може да направи власта, без разлика дали е СДСМ, ВМРО, ДУ или било кој, кога сака да добијат изгубени избори. Така. И еве ти го сега ова што Тогаш кажува. сменија привременото име, знамето го сменија. Се унивно време. Слом направија судиите 600 во еден ден. Ке ти дадам социолошко, психолошка анализа, ја имам направена. Транзицијата 94-98. Да. Так. И сега ви вака се. Деновиве, дали меѓу редови у некои портали виде дека има големи гужви редишта за пасоши и лични карти? Не. Има, Ја да не знаеш. видов. Провери го ова. Замисли што ќе се случува кога ќе почне декември, јануари месец, еве ги ќе дојдат. Ќе дојдат. Значи, ние сме бирократска држава, ние сме шалтерска држава, ние сме луѓе приморани на редиште да чекаме, а да бидеме и самокритични, ние сме алькави луѓе во неголема мера, на време не си ги извршуваме работите. Мрзели. Власта психолошки оди со тие работи и знае дека голем дел од луѓето од ајкавост, од немање пари, пазиве, се менува, се дава пари, се е зголемено. Технички, лани било 5600 за технички дел за регистрација, сега гледам 8600. 3000 е поголем. Ау. И сосема е во право дека тие што нема на време да си ги сменат документите, нема да може да гласат. А ајде да правиме анализа чии се гласачи и какви се на власта и какви се на опозицијата. Меѓу другото, што опозицијата, македонци, патриоти, се и социјала. Така и им ги купуваа некои избори. Затоа, македонци, на време средете си ги документите. Или петиции, тоа да се смени некако поинаку. Нека биде тоа од некои други избори. Со председателските и не се секирам. Нека пропаднат, нека видат. Бидејќи грешно прават, сега ги делат, геонти сме многу богати, за 3 месеца ќе прават 2 избори, тоа го правеле сите наводно. Ако председателските се пред парламентарните, а се, иако не сакам пропаднати избори, нека им пропаднат изборите да видиме дали е убаво да не избериме председател. Така да. Тие бирократски, ја би рекол фортификацијски препреки, нека не ни ги прават нам. Ама, македонски народе, ако си незадоволен од оваа власт и сакаш да има промена на власта, било која друга да дојде, и втора, и трета опција, и четврта опција,
на време да си ги смениме документите, од причина што утре нема никој друг да не биде крив, а еве ти си. Но знаеш, еве сега гледовски зборувавме меѓу првите со кои колегата кој што аплицирал денеска и му најавиле дека тоа ќе се случи едните документи во ноември, другите во декември. Така. Значи колку македонци сме, колку треба и граѓани, мислам сите воопшто во Македонија. Ако сите сега удриме ќе биде рокот до 2025 година, претпоставувам, имајќи ги предвид нашите служби, нивните можности, значи во превод ќе мора да направат нешто, ова не ќе може да се случи и да сакаат. Тие немаат толку капацитет да ги сменат документите. Ова е удар на излезноста. Така, излезноста ни се симна на 54, беше 85-91, на памет ги знам, ова книгава ги има, и таа излезност е основниот столб за победа на опозицијата. Основниот столб. Ако они не да го срушат, ако они го нагризат тој столб, они од старт се 20-30 метра на таа трка, изборна кампања 19 дена, тоа е 100 метра трки понапред. Така да отварање очи, организирање и добро што го поставуваш ово прашање, или што го актуализирал Геровски, апелирање до опозицијата, нека помага. Значи не е до забрането на најсиромашните да се јави некој богат бизнисмен, било што некоја хуманитарна организација да им помогне да им изваде документи со кои ќе се легитимираат на изборите и да се го остварат своето главно демократско право да гласат. Добро, се уште ова на ниво на спекулација. Не, ова е многу реална работа. Ќе видиме. За крај само еве власта не мирува, тоа е факт, но не мирувате ниту вие од Македонски манифест. Следува втора пресуда, колку што знам за овие многумина антимакедонски властодржци. Пред да ти одговорам на тоа, имам еден критичар дома да не ме критикува нешто недоискажен останав. Момент него кажав името на вториот народен херој од Тетово, Гоце Стојчевски, Амбарче. Те молам, значи тоа се двете бисти тргнати од 20-тине години, а еве само да видиш кои све имиња ни се тргнати. Војдан Чернодрински. Знаеме кој е Војдан Чернодрински. Лазар Трповски. Знаеме кој е. Никола Мартиновски. Човекот кој прв ја разви македонската култура, сликар невиден, европски, светски глас. Пере Тошев, идеологот, стратегот и човекот кој најмногу се бавел со стратешки работи во ВМРО и така натаму. Училиштата, уште нив да ги кажам, те молам. Значи, Никола Вапцаров, преименето Воимре Елези, срамота. Рајко Жензифов, Воисмел Кемали. И така натаму сменете и Ѓорги Пулевски во некој си не знам кој борец за човекови права. Македонски манифест чека да завршат одморите, пресудата е припремана, но ние морално ќе ги осудуваме, а ја мислам тоа Дарна го наговести кај тебе. Претходната недела или така нетаму. Овој пат он е пишувач на таа пресуда, ние сме помагатели останатите, ќе ги морално осудиме со највисока морална осуда сите членови на Историско-образовната комисија меѓу Бугарија и Македонија. Акцентот ќе е на нашите членови од причина што прават геноцид идентитетски кој е најопасен за македонскиот народ. Повеќе јас нема да образлагам, сето тоа ќе биде објавено. Те молам најди простор да барем пресудата некако ја појавите да кажете, бидејќи овој пат ќе биде пишана секој збор е внимателно одбран. Не може дека допира ова до нив или се права дека не допира? Не може 6-7 историчари да се во право, а плејада од првиот докториран историчар Александар Матковски. Натаму да не ги бројам до сите последни кои не се членови во комисијата, тие да не чинат, а овие 6 да чинат. Ке си прочитат, ке си видат и мислам ке сватат што е разликата меѓу образ и ѓон. Ти благодарам што беше моја. Честа беше моја. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.